не е секаде така. Нашите води се загрозени од нерационално користење, загадување и од климатските промени. За 20 години, 1 од 5 земји во светот ќе има проблеми со пристап до вода. Не би сакале да сме на тој список, нели? Мора сите да работиме заедно на одговорно и одржливо управување, користење и заштита на овој бесценет ресурс. Во спротивно ќе биде загрозена благосостојбата на луѓето, но и опстанокот на животните, растенијата и биодиверзитетот во нашата земја. Во 2024 година започна со имплементација програмата за користење, управување и заштита на води. Оваа програма е поддржана од швајцарската влада, а се имплементира во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Управата за хидрометеоролошки работи. Нејзината главна цел е да се трансформира начинот на кој се управува со површинските и подземните води во државата. 77% од водата што ја користиме за пиење во земјава се обезбедува од подземни води. Овие водни ресурси имаат огромно значење и за наводнување, одржување на водостојот на реките и за целокупниот екосистем, но подземните води не се неограничен ресурс. Доколку се загадат или исцрпат, потребни се децении или дури и векови за да се обноват. Ова е Вруток, изворот на нашата најголема река Вардар. Тука подземните води стануваат површински, а Вардар го почнува своето 388 километри долго патување до вливот во Егејското море. Сливот на реката Вардар опфаќа околу 80% од вкупните водни тела во Северна Македонија. Тоа го прави клучен воден ресурс во 68 од вкупно 80 општини во државата. Еден од трите клучни резултати на програмата за води е поквалитетно планирање и управување со водите од сливот на реката Вардар. Како ќе се постигне тоа? До крајот на 2027 година ќе се изработи првиот официјален и сеопфатен план за управување со сливот на реката Вардар. Станува збор за исклучително важен документ кој ќе дефинира како да се заштитат и одржливо да се користат површинските и подземните води од најзначајниот воден ресурс во државата. Овој план не е само технички документ, туку стратегија за подобар живот, почиста животна средина и поефикасна борба против климатските промени. Ако сакаме да управуваме со водите според современите стандарди, потребни ни се знаења, вештини и опрема. За управување и заштита на нашите води се грижат повеќе институции. Програмата за води, преку повеќе активности, придонесува вработените во овие институции да стекнат напредни знаења и вештини и да имаат пристап до современа опрема. Водава е закон. Кога веќе зборуваме за закони, третиот клучен резултат на програмата за води е подобрување на законската регулатива, со цел да се овозможи интегрирано управување со водите. Се работи на создавање соодветни политики, стратегии и закони, чија крајна цел е одржливо и долгорочно управување, користење и заштита на водните ресурси. Ова вклучува и усогласување на националното законодавство со директивите на Европската унија. Ако работиме сите заедно и сплотено, програмата за управување, користење и заштита на води ќе придонесе да постигнеме 5 главни цели. Зголемени вештини за управување со водните ресурси, квалитетна законска рамка за интегрирано управување со водите, подобро планирање и управување со водите во сливот на реката Вардар, здрав екосистем и поквалитетно управување со водите и подигнување на јавната свест и вклученост на граѓаните. Водата е скапоцен и ограничен ресурс. Од тоа како ја трошиме денес, зависи колку ќе ја имаме во иднина. Програма за управување, користење и заштита на води. Затоа што е важно.